Вечерва на полнок истекува рокот за поднесување кандидатури за градоначалник на општина Ново Село. До општинската изборна комисија кандидатурата ја доставил Николче Стоилков од ВМРО ДПМН, а најава дека вечерва ќе биде доставена стасала и од СДСМ со името на Никола Андонов. За сега нема најава дека во трката за градоначалник на Ново Село ќе има и трет кандидат. Граѓаните пак на оваа општина смета дека кој да биде на градоначалничката функција ќе мора да мисли за народот. Добар, да не лаже, да не краде, народот да го сака, и он да ги сака народот, да работи за народот, не само за него. Од секој каплет, секој се работи за него, а за народот нема ништо. Градоначалник сакаме од кој може все да дојде да ни изјавува што треба реколта да саде, ние земјоделците. Имаше месен заедница, сега веќе пропаднаја тие месен заедници, некои не функционират. Тоа треба реално да создаде, да што да посаде тај земјоделец и што да остане да живее. Ми што мисле за земјоделците. Ние сме земјоделци и за това сакаме да видат за земјоделие да гледат, а не да не гледат. Да лажат секви такви. Каков градоначалник? Да биде добар за сите. Без разлика кој да. Да мисли за народот. Партија не. Новиот градоначалник треба да има, да биде добра личност, да прави добро за народот. Градоначалничките избори во Ново Село доаѓаат откако поранешниот Боро Стојчев си поднесе оставка. Летово тој беше фатен со цигари на граничниот премин Ново Село и беше осуден на 6 месеци затвор. Во моментов општината ја води вршител на должноста, а новиот градоначалник ќе го чека и нов кабинет, бидејќи се реконструира општинската зграда со средства од Европската унија и Светската банка во висина од половина милион евра. Новиот градоначалник на општина Ново Село, откако ќе го добие мандатот, ќе влезе и во нов кабинет со оглед дека општинската административна зграда во Ново Село во моментов се реновира и реконструира со европски пари. Европската унија одобри половина милион евра за реконструкција токму на оваа зграда, која што треба да заврши со изборот на новиот градоначалник на општина Ново Село. Кампањата ќе започне на 1 април, а локалните избори се закажени паралелно со претседателските на 21. Освен во Ново Село, градоначалнички избори се закажени и во Охрид и општина Дебар.